Уште колку долго храната, производите и услугите ќе може да го издржат растот на цените на горивата без да поскапат. За сега нема такви најави од фирмите производители и трговци на кои секојдневно им растат трошоците за транспорт. Откако владата одлучи спротивно на праксата во европските држави да ја зголеми акцизата на дериватите за 3 денари, горивата неколку пати поскапеа. Од 21 април, кога беше донесена одлуката, горивата поскапеа за 9 денари. Дизелот пак се продаваше наевтино по 42 денари за литар од 4 до 11 мај, а сега е поскап за 7,5 денари. Нафтените деривати поскапуваат повторно од полноќ. Цената на Евро Супер 95 се зголемува за 3 денари на 57,5 денари по литар. За 2,5 денари поскапуваат Евро Супер 98, дизелот и екстра лесното масло. Со оваа промена, новата цена на 98-цата изнесува 59,5 денари за литар, а на дизелот 49,5 денари за литар. На ова реагираше и опозицијата. Од ВМРО ДПМН обвинија дека власта излажала кога рекла дека порасот на акцизата нема да влие врз поскапување на горивата и пад на животниот стандард на населението. Кога ја покачи акцизата за 3 денари, владата не донесе одлука за изедначување на акцизата на екстра лесното масло со онаа на дизелот, за да се спреча злоупотреби тоа да се употребува како погонско гориво. Правилникот за екстра лесното масло е во завршна фаза. Надлежните се уште не знаат дали целосно ќе се укине користењето на ова гориво или ќе се изедначи акцизата со другите деривати. Поскапувањето на акцизата требаше да донесе и до 30 милиони евра повеќе во буџетот годинава. Акцизата ќе се намали за 1 денар, ако нафтата поскапе за 10 денари, а ако цената на нафтата се зголеми за 20 денари, тогаш акцизата ќе се врати на старото ниво, односно ќе се намали за 3 денари. Во повеќе наврати регулаторната комисија за енергетика потенцираше дека цената на горивата зависи од цената на нафтата на европските берзи и на курсот на денарот во однос на доларот. Нафтата од типот Брент во последнава една седмица поскапе од 34,6 на 36,4 долари за барел. Поогромниот пад на цената на нафтата на светските берзи од пред 4 недели, кога цената на западно-тексашката нафта отиде за прв пат во минус поради големите количини кои немаше ниту кој да ги купи, ниту па каде да се складираат, пазарот почна да закрепнува. Земјите извознички ја намалија понудата, па цената почна да расте.